тоа немој сега да генерализираш. Не. Има една, првата реченица во нашата анализа вели дека ние не сме против лустрација. Исо, вие имавте, ваши членови дури велеа дека лустрацијата ќе го прекршила правото на информирање, дека секој граѓанин имал право службата да информира што неговиот колега политички мисли, што е една стварно веќе до цинизам. Јас стојам позади она што е. Ама затоа велам, кога говориме, не говорам за тебе лично, има разлики меѓу ставовите. Има една работа која не е само историска, не е само за вас аналитичарите на историјата и на досијата. Кои досија ќе се отвараат? Кои досија се достапни на Комунистичката партија, на СКМ? Што станува со КОС и со ОЗНА, кои исто така веројатно биле дел на обсервацијата на господин Шпатин положани и така натаму? Дали при тоа може да се случи, еве и забачав прашањето е, дали при тоа може да се случи да ги прочистиме македонските досија достапни, а инволвирањето на косовските и ОЗНА линии кои имаат традиционални структури инфилтрирани, замрзнати во Македонија, да останат нечепнати? Па имаш објаснување и околу донесувањето на законот дека тие веќе не постоја старите служби, така што сега се држиме за она што го имаме како служба, бидејќи ОЗНА, КОС се непостоечки. Иако ние како историчари се уште ги бараме досијата од КОС, не знаеме каде се, не знам дали колегата Бачев евентуално знае каде се досијата од КОС, нели? Само треба да ги побара некој. Ама треба да ги побара. Дали се физички Па еве сега пак видете, многу до 66-та година многу тие материјали, досија, чувствителни против поредок, судења, против рушењето, не знам, на комунизам, социјализмот, одеа некаде горе до симнувањето на Ранковиќ. Ќе кажам, добро, Бачев положани. Ќе кажам само во овој контекст, пак да се вратам на почеток. Сите збориме за лустрација, да не теоретизираме многу, ако вака остане законот, нема што да лустрираме. Да. Ќе се сведеме на ситни комшиски кодошиња меѓу луѓето, тоа не е суштината на законот. Ние вечера треба тука еден притисок да се направи. Еден притисок да се направи. Ситни, но ќе ги нема многу битни. И сега вака сукцесивно ќе наведувам по неколку овие недоследности, значи да продолжам во тој стил. Изостануваат со законот претседатели на политички партии. Во Македонија има околу 88 политички партии, а носители на јавни функции се само 5-6 од тие поголемите. Председателите на поголемите политички партии. Добар дел од тие партии се формирани по нарачка на службата за државна безбедност и нивните председатели никој пат не биле носители на јавни функции, и со законот фактички се анулираат. Нема да биде упатено нивното соработничко минато. И сега видите ова диверзија што ја прави Уставниот суд. Значи тие инсталации проработија околу ова новиот закон за политички партии. Тоа е дури крајно неморално. Еве ние како партија се осеќаме навредени. Не пуштија 45 дена да ги собереме подписите и последниот ден, замислете сега, наоѓа основи дека законот е неуставен. Значи тие инсталации проработија со цел јасно е дека на следните избори постојање на повеќе партии им одговара на опозицијата во старт. Тој Народен фронт кој ќе го прави дека сите се со неа, јасно е што е суштината на тоа укинување се на закон за политички партии. Тука направив на мала дигресија така да биде појасно околу ова најнова одлука, што бидејќи имавме прекрасна можност со тој закон сега да се исчистат тие 50 партии што фактички не постојат, го матат политичкиот терен. Не, јас сакам едно друго да прашам. И сега околу досијата што ги кажа. Досијата. Пазите, може да биде КОС и ОЗНА замрзнати и да ги нема. Меѓутоа, ако ти имаш семејни